Повеќето луѓе со функционална депресија имаат дистимија, познато како трајно депресивно нарушување, депресија од низок степен што се карактеризира со замор и недостиг на енергија. Овие луѓе генерално се несреќни во животот, но не ја исполнуваат дефиницијата за класична депресија, која е потешка. Дистимијата главно трае 2 или повеќе години. Но луѓето што имаат храбро се справуваат со неа и ретко зборуваат за тоа. Ова нарушување тешко се дијагностицира бидејќи е постепено и некако подмолно, вели Вилијамсон. Тој го изедначува со постепено покачување на температурата во собата, 1 по 1 степен. Честопати луѓето не препознаваат дека имаат проблем додека не им здодее од чувството на постојана тага или додека некој стресен настан во нивниот живот не ги доведе до емоционално исцрпување. Дури и луѓето што страдаат од повисок степен на депресија, класична, епизодна депресија што предизвикува нерасположение или губење на интерес или задоволство, може да се сметаат за лица со функционална депресија. Дрентон Ротшилд, професор по психијатрија на Медицинскиот факултет на Универзитетот во Масачусетс, смета дека луѓето со тешка депресија се исто така високо функционални. Тие се лекари, адвокати и судии, но страдаат. Не го достигнуваат својот потенцијал, вели Ротшилд. Не постои клинички тест за тешка депресија. Но, лекарите и професионалците за ментално здравје користат разни алатки за скрининг, за процена на депресивните симптоми и функционирање на пациентот. Например, вашиот лекар може да постави прашања како: дали сте несреќни или тажни? Дали плачете многу? Дали имате ниско ниво на енергија? Дали имате проблеми со спиењето? Како дел од новата процена на пациентите, Ротшилд поставува едноставно прашање: како се забавувате? Ако имат прашален поглед: зашто зборуваш, тогаш знам дека постои можност да патат од депресија, вели тој. Луѓето често исполнуваат 3 или 4 главни улоги во животот: професијата, што значи работата или училиштето, интимен партнер или сопружник, родител и пријател или член на заедницата, објаснува Майк Тейс, професор по психијатрија на Медицинскиот факултет на Универзитетот во Пенсилванија. Процената колку се активни луѓето во своите животни улоги може да им помогне на професионалците кои се занимаваат со ментално здравје да го откријат нарушувањето. Стивен Хаприч, професор по психологија на Универзитетот Детройт Мерси, вели дека може да постои нешто во нечија природа, одреден вид недостиг на доверба, што предизвикува хронична несреќа. Ако сте свесни дека не правите се што треба и кога треба, може да доживеете и чувство на несигурност, вознемиреност и губење на довербата, додава Вилијамсон. Тој смета дека луѓето со функционална депресија вешто ги кријат своите страдања, немаат поддршка и, за жал, стануваат осамени. Иако станува збор за нарушување што доаѓа и си оди, не значи дека на човек не му е потребна помош. Третманот на депресија е индивидуализиран, режимот се разликува за секоја личност и може да вклучува промени во начинот на живот, терапија со разговор и или лекови. Експертите велат дека е многу важно да се побара помош бидејќи ова нарушување се лекува. Најтешко е да се направи првиот чекор, лицето да си признае дека му е потребна помош. Поддржете работата на овој канал со кликнување на subscribe копчето и обавезно на звончето All Notification за да ги добиете сите видеа кои излегуваат од овој канал. Значи, поддржете работата на овој канал максимално. Вас тоа ви одзема неколку секунди, а мене ми значи многу.